Ако Бугарија тврди дека правата на неколку стотини бугари во државава и уставните измени се единствената пречка на европскиот пат на Македонија, нека ја признаат самобитноста на македонскиот јазик и идентитет, премиерот Христијан Мицкоски испрати понуда до Софија во Европскиот парламент да се поднесе заедничка резолуција со која ќе се потврдат јазикот и идентитетот. Пратеникот на ВМРО ДПМН Антонио Милошовски изразува скептицизам дека ова ќе биде прифатено, бидејќи според пораките кои доаѓаат од официјална Софија, целта е само почеток на многу други барања и изговори кои ќе ги има Бугарија за идни блокади во текот на преговарачкиот процес. Доколку пречка за македонските евроинтеграции е само внесувањето на бугарите во уставот, тогаш не би требало да биде никаков проблем заедно со соседна Бугарија да поднесеме резолуција која ќе гарантира македонската идентитетска и јазична посебност, а истовремено ќе зголеми и довербата помеѓу Македонија и Бугарија. Реалноста е дека добар дел од официјалните представници на Бугарија работат на негација на македонскиот идентитет и јазик. Според Милошовски, Бугарија за жал сака да спроведе еден историски инженеринг, каков што нема во современиот демократски свет, вели помош за ваквиот обид добиваат и од некои представници на СДСМ, а тоа го потврдил и лидерот на партијата Венко Филипче, кој неколку пати повторил дека е подготвен сервилно да изгласа се што Бугарија ќе стави на маса понудата за резолуција со која во Европскиот парламент ќе се потврди македонскиот јазик и идентитет, доаѓа од како тие термини беа избришани од извештајот за напредокот на Македонија поради амандмани од бугарски европратеници.